Новин Алфа во 16:30 часот. Добар ден. На меѓународниот ден посветен на исчезнатите деца, надлежните во Македонија укажуваат на потребата од зголемена будност и напорите за превенција, но и расчистување на случаите со исчезнување на малолетници. Во светски рамки, годишно во светот исчезнуваат најмалку 8 милиони деца или 22.000 дневно. Алфа сторија за еден од ваквите примери кај нас. И по повеќе од 3 години нема трага од исчезнатиот Митат Ибраими од Скопско Средно Коњаре. Тој е едно од 3 деца чии фотографии со години стојат на интернет страницата на Министерството за внатрешни работи. Митат исчезнал на 6 годишна возраст, носел зелена горна тренерка, плави фармерки и кафени патики. Жителите на Средно Коњаре раскажуваат дека цело село се вклучило во потрагата по Митат. Првите сомнежи биле дека тој се удавил во пчиња, но откако не го нашле неговото тело, било јасно дека некој го грабнал. Онај бил горе. Таа ресторанта што е горе и тука му цела фамилија, 3 браќа се овде и он дошол од тука, помина преку тие 2 куќи и испаднал овде. И каде овде испаднал, неки со скола се дошли зели, ама никој не знае ни адресата, ни број на кола, ни кои се биле. Неговите најблиски денеска не беа во селото. Родителите со 3 постари сестрички на Митат во меѓувреме се преселиле во Тетово. Родителите на Митат го напуштиле Средно Коњаре уште минатата година. Нивните соселани сведочат дека Митат последен пат бил виден пред семејните порти во селото. Од тогаш ниту родителите, ниту пак нивните роднини не слушнале ништо за него. Пред да исчезне Митат во март 2010 селото било мирно, без поголеми проблеми. Селаните велат дека сега стравот им се буди секогаш кога во селото ќе видат непознати. Од тогаш мора да припазиме децата и да видиме кој влегува во село, кој излегува. Значи такво нешто не смее да се случи секој ден. Ама колку толку повеќе има пажња на деца. Семејството Ибраими според првата детска амбасада Медјаши е едно од 8 милиони во светот кои останале без своето дете. Од амбасадата вела дека ако едно дете не се најде во првите 96 часа од исчезнувањето, тогаш тоа е веќе во друга држава и речиси е невозможно да се најде. Доколку некој се обиде да ги потекне и да ги грабне, нашите совети се секогаш силно да врискаат, да ги удрат и да избегаат. Децата треба да знаат и родителите да ги информираат дека доколку некој им се јавува, често се случува да се јавува на фиксен телефон, да не кажуваат нивни податоци, да не отвараат врата на непознати лица или пак гласно да си ја кажуваат рутината каде планираат да шетаат, каде планираат да одат. Според неофицијалните статистики во Индија и во некои земји во развој на секои 5 минути исчезнува по едно дете. Грабнатите деца најчесто се користат за трговија со органи, проституција и питачење. На меѓународниот ден на исчезнати и киднапирани деца од Медјаши апелираат за поголема ажурност на институциите, бидејќи последиците врз децата се непоправливи.